Добре дојдовте во втората емисија на Економски едукатор. Денес зборуваме за билансот на плаќање. Билансот на плаќање е клучен при водењето на економските политики, а представува систематизиран преглед на економските трансакции помеѓу резиденти и нерезиденти на некоја земја во определен временски период од една година. Тоа е составено од три подбиланси: тековна сметка, капитална сметка и финансиска сметка, како и нето грешките. Институциите на Република Македонија постојано работат на усогласување со меѓународните статистички стандарди и подготовката на меѓународно споредливи податоци. Со приказ на билансот на плаќање се потенцира значењето од униформираност и паритетност со извештаи од други економии, при што споредбените показатели со сопствената и надворешната економија даваат насоки за понатамошни корекции низ креирањето на политики со кои политики би се коригирале состојбите во самата економија. Тековната сметка на билансот на плаќање е еден од најкористените показатели на надворешната неравнотежа и има значајна улога во економските анализи на креаторите на политиките во една земја. Одржливоста на тековната сметка привлекува големо внимание на литературата со оглед на тоа што платно-билансната криза бара да се направат прилагодувања во макроекономските политики. Бидејќи една земја не може постојано да го финансира дефицитот во таа земја преку позајмување во странство или преку намалување на девизните резерви, од тука правилното проценување на одржливоста на тековната сметка станува се позначено прашање за креаторите на економските политики. При економската анализа за надворешната неравнотежа, креаторите на политиките користат значајни показатели од тековната сметка на билансот на плаќање. За жал, не постои едноставен одговор на прашањето кое ниво на тековна сметка е одржливо. Според неколку научници, како што се Мајлези, Ферети и Разин, дефицитот во тековната сметка повисок од 5% од БДП го пали сигналот за тревога. Сепак, тие заклучуваат дека определено ниво на тековна сметка не е доволно информативен показател на одржливоста. Покрај тоа, според Рубини и Вачел, не постои едноставно правило кое може да ни помогне да утврдиме кога дефицитот во тековната сметка е одржлив, бидејќи она ниво кое што е одржливо за една земја, за друга може и да не биде. Со други зборови, одржливоста на тековната сметка зависи од специфичностите на една земја. При тоа, одржливоста на тековната сметка всушност значи одржливост на изворите на финансирање и тоа во услови на растечки увоз со стапка на раст која што е споредлива со онаа на реалната стапка на раст на бруто домашниот производ. Второ, нормалното одвивање на меѓународните текови на плаќања и трето, непроменетото ниво на девизните резерви во една земја. Со цел да се оцени одржливоста на тековната сметка, развиени се различни пристапи. Поголем дел од литературата одржливоста ја анализира преку интертемпоралното буџетско ограничување, базирано на истражувањата на Опсфелд и Рогов. Многу автори ги применуваат интертемпоралните модели, кои што тековната сметка ја дефинираат како разлика помеѓу штедењето и инвестициите, при што тековната сметка представува резултат на варијацијата од структурни и макроекономски детерминанти кои што влијаат на тој однос помеѓу штедењето и инвестициите или познати како структурни модели за тековната сметка. Продолжуваме со анализата на движењето на елементите на платниот биланс во Република Македонија од 2007 до 2015 година. Анализата ја започнуваме со анализата на движењето на тековната сметка од платниот биланс во конкретниот период кој што го спомнавме, а тоа е 2007 до 2015 година. Можете да ја видите тековната сметка и движењето на таа тековна сметка во милиони евра. Од самиот график ние забележуваме дека во анализираниот период тековната сметка од платниот биланс е во постојан дефицит, односно увозот е поголем од извозот, како што и одливите се поголеми од приливите по однос на примерен доход. Дефицитот е најголем токму во 2008 година, кога светот го зафати големата економска криза. Понатаму продолжуваме со анализа на стоките и на услугите во
периодот кој што го спомнавме, а тоа 2007 до 2015 година. Графиците кои што можете да ги видите, јасно, од нив јасно се гледа дека дефицитот во делот на стоките и услугите на тековна сметка е предводен од поголемиот увоз од извоз на стоки. Во текот на целиот овој анализиран период, извозот на услуги е многу поголем од увозот, со што се креира суфицит кој што го ублажува претходно видениот дефицит во делот на стоките. Во однос на примарниот доход во периодот од 2007 до 2015 година, се забележува дека примарниот доход е во дефицит. Во однос на секундарниот доход, каде што графикот го имате и може да го погледнете, се гледа дека тоа е во суфицит. Приливот е во постојан пораст се до 2012 година. Потоа покажува еден стабилен тренд со исклучок на 2013 година и во последните 2 години се забележува трендот на зголемување на одливот, со што нето приливот сам по себе опаѓа. Во однос на доходот од инвестиции од 2007 до 2015 година, тоа е во постојан, односно во константен дефицит. Дефицитот се должи на се поголемите одливи кои се зголемуваат од 2009 година па наваму. Токму дефицитот во доходот на инвестиција е еден од најзначајните фактори на дефицитот во тековната сметка. Понатаму следува анализа на капиталната сметка од 2007 до 2015 година, каде што се гледа дека капиталната сметка е во суфицит со исклучок на 2008 година. Од 2009 година па се до 2013 година приливот е поголем од одливот, поради што нето приливот е поголем од нула. Од 2013 година се забележува пат на приливот. Одливот е зголемен во 2014 година, па затоа да опадне во 2015 година, со што суфицитот повторно е во пораст. Во однос на финансиската средства, на анализата на финансиските сметка во милиони евра, може да се забележи дека финансиската сметка е на највисоко ниво во 2008 година, за потоа да имаме определен пат. Во однос на странските директни инвестиции и графикот кој што го гледате, тој покажува дека имаме пат на странските директни инвестиции во 2008 година, кој што е далеку поголем од падот на девизните резерви. Тргнувајќи од фактот дека дефицитот во нашиот платен биланс се финансира од странските директни инвестиции, можеме да извлечеме заклучок дека девизниот курс во 2008 година не беше одбранет исклучиво со користење на девизните резерви, туку и со помош на заемите од странство. Понатаму продолжуваме со теоретскиот пристап кон нерамнотежите во однос на билансот на плаќање. Одделните видови дефицити во билансот на плаќање се разликуваат помеѓу себе главно по причините за нивната појава, по начинот на нивното манифестирање, спрема состојбата на внатрешната економска рамнотежа во време на појава на нерамнотежа во самиот биланс на плаќање, како и по временското траење. Причините за дефицитот во билансот на плаќање можат да бидат во два облика, тоест монетарни причини и структурни причини. Конкретен пример за нерамнотежата која што е предизвикана од монетарните фактори е инфлационата нерамнотежа. Денес, во дефицити од монетарен карактер, се вбројуваат и другите облици на нерамнотежа, што се јавуваат поради прекумерната експанзија на агрегатната номинална побарувачка. Продолжуваме со структурна нерамнотежа на билансот на плаќање. Дефицитите или суфицитите кои се јавуваат како резултат на неуспехот на националното стопанство и националната економија во приспособувањето на брзите промени на структурата и начинот на производство и во структурата на побарувачката во светското производство. Неуспехот во приспособувањето се манифестира со диспаритетно движење на трошоците за производство и цените како на пазарот на стоки, така и на пазарот на фактори на самото производство. Структурната нерамнотежа во билансот на плаќање е долгорочна, бидејќи самиот стопански развиток представува долготраен процес на менување на стопанската структура. Оваа нерамнотежа се нарекува уште и секуларна нерамнотежа. Таа се базира на различното движење на доходот помеѓу нациите и е во врска со стопанскиот развиток, со долгорочните структурни промени во самата економија.
Структурната неравнотежа во билансот на плаќање е генерирана и поддржана од стопанскиот развиток на националната економија и од неприспособеноста на националната економија на движењата во меѓународните економски, финансиски и монетарни движења и односи. Значи, детерминанти на структурната неравнотежа може да бидат монетарните и реалните фактори. Во однос на реалните фактори овде се вбројуваат диспаритетот во домашните цени и трошоци на производството во однос на странските цени и трошоци, диспаритетот во движењето и развојот на продуктивноста на трудот и техничкиот процес во однос на процесите на светскиот пазар, перманентните односи помеѓу штедењето и инвестициите во развојот на поедини стопански гранки, промените во побарувачката на светскиот пазар кај домашното производство кои исто така не се приспособени. Во однос на монетарните фактори, согласно монетарната теорија, во случај на еднаквост помеѓу постоечката парична маса и нивните побарувања, ќе речеме дека постои монетарна рамнотежа, а монетарните фактори действуваат неутрално на реалните стопански текови. Но во текот на процесот на воспоставување на посматраната монетарна рамнотежа се реализира влијанието на паричната маса на стопанските движења. Кога понудата е поголема од побарувачката се јавува дефицит, а кога побарувачката е поголема од понудата се јавува суфицит. Структурната неравнотежа е производство на недоволно конкурентска способност на домашното стопанство во светскиот пазар заради фактори во реалната економија. Кои се тие фактори? Несоодветната домашна понуда, односно несоодветната структура на општествениот производ како прв фактор, ниската продуктивност на трудот како втор фактор, ниското ниво на технологија како трет фактор, недоволното штедење, односно недоволните инвестирања во самата економија, високите трошци за производство, како и прекомерната структурна зависност од самото стопанство. Понатаму продолжуваме со неравнотежите во тековната сметка на платниот биланс во Република Македонија во периодот од 2007 до 2015. Структурната анализа на овие неравнотежи покажува дека дефицитот во тековната сметка произлегува од високиот трговски дефицит. Во земји како Македонија, која е мала економија и отворена, динамиката на трговскиот дефицит е од големо влијание на екстерните фактори и конјунктурата на светските пазари. Ова влијание има клучна улога во перформансите на екстерниот сектор. Македонија е земја примател на значајна сума на приватни трансфери од странство кои покриваат 70% од трговскиот дефицит. Сега ги гледате приватните трансфери, графикот на приватни трансфери во милиони евра од 2007 до 2015 година. Приватните трансфери се несигурни од аспект на нивното присуство и големината, со оглед на фактот дека имаме оцелување од Македонија на цели семејства и затоа велиме дека овие приватни трансфери се несигурни. Понатаму продолжуваме со шпекулативните напади на девизниот курс од 2007 до 2016 година. Најголемите шпекулативни напади беа во мај 2015 и април и мај 2016 година. Шпекулативниот напад во 2015 година се поврзува со настаните во дива населба, додека шпекулативниот напад во 2016 година се поврзува со телевизиските изјави на економските експерти. Гувернерот присуствуваше на емисиите на скоро сите телевизии во државата, за да ја смири паниката која настана по најавата за девалвацијата на самиот денар. Народната банка располагаше со потребното ниво на девизни резерви за одбрана на девизниот курс, но сепак граѓаните извлекоа значајни износи на денарски депозити од банките. Во прилог ги имате графиците кои што ги прикажуваат нивоата на девизни резерви во период од март до октомври 2015 година во милиони евра, како и нивото на девизни резерви од март до октомври 2016 година во милиони евра. Овие графици се гледа дека Народна банка на Република Македонија потрошила повеќе резерви во шпекулативниот напад во 2016 година во споредба со тие шпекулативни напади во 2015 година. Сега, малку од теоретски пристап да објасниме кои се причините за девалвација. Девалвацијата настанува по структурни, неодржливи дефицити, кога нивото на девизни резерви е многу ниско и недоволно
за понатамошно покривање на дефицитите. Големите структурни дефицити се доказ за неконкурентноста на самата економија. Како една од причините за неконкурентност може да биде повисоката стапка на инфлација од трговските партнери во државата, со што се намалува побарувачката за производите на домашна економија, а со тоа се намалува сам по себе и извозот. Во понатамошниот дел следи анализа на дел од причините за повисока инфлација. Значителна разлика во инфлациите може да биде како резултат на монетарни и реални фактори. Овде користиме ISLM моделот, познатиот модел, кој што се применува за отворени економии. Доколку Централната банка спроведе експанзивна монетарна политика, LM кривата се придвижува кон десно, со што стапката на принос во Македонија ќе биде пониска од онаа што е во странство, поради што ќе настанат притисоци на девизниот пазар кои би воделе до девалвација. Разликата во инфлациите помеѓу Македонија и Европската унија може да биде резултат на значителен и неочекуван пад на агрегатната понуда. Ќе го искористам моделот на краткорочните и долгорочните криви на агрегатна понуда и побарувачка. Овој модел ни кажува дека при пад на агрегатната понуда, тоа би значило поместување на кривата на краткорочната агрегатна понуда АС на лево. Стапката на инфлација во домашната економија ќе биде повисока од онаа во земјите на трговските партнери. Новата точка на пресек помеѓу кривите АС и АД не лежи на долгорочната криви, поради што истата таа точка не може да биде рамнотежна точка. Поради повисоката инфлација ќе опадне побарувачката за нашите стоки и услуги, поради што ќе се помести кривата АД кон лево. Новата точка на пресек би била рамнотежна затоа што таа лежи на ЛАД кривата, но таа рамнотежа значи негативен јас на самиот аутпут. Во однос и при имплементација на сите овие работи во Македонија, тоа значи дека во Македонија не постоја ниту монетарни, ниту реални фактори кои би довеле до значително повисока инфлација од Европската унија, со што можеме да заклучиме дека не постоја никакви причини за девалвација на самата валута. Почитувани, ви благодариме за вниманието и се гледаме во третата емисија на Економски едукатор.